Мире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистерка. 100% живот. Велате дека сите надпревари против Данска кои што досега сме ги играле, вообичаено сме ги играле одлично, но на крајот резултатот е негативен. Која е разликата помеѓу овој меч кој што го очекуваме вечерва со претходните во Хрватска, Србија и Шпанија? Па разликата можеби од тие претходни надпревари е во тоа што тие сега се домаќини и се најголеми претенденти за освојување на европското првенство. Тие морам да кажам дека завршуваат еден циклус начело со нивниот тренер кој е успешен женски национален тренер и сега и машки кој што има освоено многу титули. После ова надпреварување тој се откажува, ја предава функцијата на исландски стратег и сигурно дека неговата најголема желба е да заврши победнички. Мислам дека тој е премногу искусен стратег и ќе темпира формата за вториот дел, така да тука гледам наша шанса да можеме да се носиме во текот на целиот надпревар и доколку ни се укаже прилика да ги изненадиме. Данска како репрезентација, за разлика од репрезентациите кои по мој вкус ќе претендираат за висок пласман, како што се Шпанија, Франција, можда и Хрватска со која никош се немаме ни сретнато, по мене е репрезентација која што играчки највише ни одговара и на која што највише можеме да и парираме. Значи тоа што се случува во минатото не било случајност. Ако издржиме да се носиме 60 минути на тоа ниво, како што сме се носели во претходните тие надпревари и сме давале добри надпревари, јас мислам дека ќе имаме право да се надеваме за позитивен резултат. Без разлика како ќе помине денеска, нашите таргет цели се Чешка и Австрија, ни останува после овој надпревар добро да се средиме, да се одмориме, да се спремиме како психолошки, така и тактички и да го дадеме максимумот во првиот дел од групната фаза. Ако го здравиме вчерашното исчекување Голгота, имавте добри подготовки. Каков показател може да ни дадат подготовките и двата контролни надпревари со Србија и Црна Гора? Па добро, ние сме навикнати нашиот организам на овие Голготи, нели, тоа треба што побрзо да го заборавиме, не треба да ни служи како алиби. Ние поминавме 15 од 20 дена квалитетни подготовки, физички сме добро спремни и еден организам тоа треба да го премости, како би рекол, за 12 до 16 часа. Надпреварите кои што ги игравме со Србија и Црна Гора ни даваат за право да се надеваме, затоа што имавме квалитетни минути, имавме минути каде што изгледавме и многу, не, како да кажам, не од како што сме навикнати да ја гледаме ова репрезентација. Значи, доброто да се задржи, оние ситници мали кои што се појавија, негативни работи, тактички незрело одигрување во последните минути над преварите, тоа треба да се подобри и јас се надевам на убави работи од првиот крг од Хернинг.